компанијата Мета, која во сопственост ги има Facebook и Instagram, најавува дека работат на развивање нова социјална мрежа за споделување текстуални статуси, која треба да биде најголем конкурент на Twitter. Веруваме дека постои прилика за посебен простор, каде креаторите и јавните личности ќе можат да споделуваат актуелни објави за нивните интереси, изјавил портпаролот на Мета за CNN, со што практично ја опиша главната функција на Twitter без да ја спомене социјалната мрежа. Платформата, според најавите, треба да биде децентрализирана, што би значило дека корисниците ќе можат независно да создаваат нови сервери или заедници, секоја од нив со посебни правила наместо една централизирана платформа контролирана од Мета. Концептот е сличен на Reddit и Discord, но е голема промена од тоа како функционираат другите платформи во сопственост на Мета. Доколку новата социјална мрежа на Мета навистина е децентрализирана, таа ќе овозможи трети страни да развиваат апликации и алатки во самата платформа, што потенцијално може на корисниците да им даде различни искуства настрана од она што Мета ќе го има замислено. Социјалната мрежа во моментов се води под псевдонимот 92 и е во рана развојна фаза. Проектот го води шефот на Instagram, Адам Мосери, пренесува платформер. Последниве месеци голем број нови социјални платформи се обидоа да профитираат од проблемите со кои се соочуваше Twitter по преземањето од страна на милијардерот Илон Маск. Многу од нив има одреден скок во бројот на корисниците по промената на раководството на Twitter, но од тогаш наваму неуспешно се обидуваа да добијат масовна прифатеност од корисниците. Мастодон, децентрализирана социјална мрежа која беше направена во 2016 година, го зголеми бројот на корисниците од 300.000 на 2,5 милиони во неколкуте недели по преземањето на Twitter од страна на Маск минатиот октомври. Сепак, нејзиниот развој се забави последниве месеци, делумно и поради проблемите на корисниците со децентрализираната платформа која е малку посложена за користење. Но, новата платформа на Мета би можела да има голема корист од веќе постоечката огромна база на корисници на другите платформи на компанијата, како на пример 2 милијарди луѓе кои секојдневно го користат Facebook. Me wind and rain, you're some kind of bird.